9 земји членки на Европската Унија излегоа со предлози за нова методологија за проширување, која се очекува Европската комисија да ја усвои до крајот на јануари 2020 година. Така наречениот non-paper, во кој имало увид Радио Слободна Европа, е потпишан од Австрија, Чешка, Естонија, Италија, Латвија, Литванија, Малта, Полска и Словенија, како придонес за идната методологија во преговорите за пристапување на земјите од Западен Балкан. Треба да се одржи можноста Европската Унија да интегрира нови членки, без да е ослабне незината внатрешна кохерентност. Сепак, внатрешната реформа на Европската Унија не може да биде предуслов за проширување. Нашата врата останува отворена, се вели во документот потпишан од овие држави. Во него се потенцира дека пристапот за проширување на Унијата треба да се заснова на следниве принципи: полноправно членство во Европската Унија како крајна цел, пристап заснован на заслуги, строги но фер услови, зајакнување на регионалната соработка и добрососедските односи и компатибилност со постојната рамка за преговори. 9 држави членки бараат од Европската комисија во идната методологија да вклучи групирање на поглавја, како и паралелно отворање на поглавјата, а не последователно. Особено внимание во документот се посветува на поглавјата 23-24 за владење на правото. Во нон-пейперот на 9 земји членки на Унијата се препорачува овој проблем да се надмине преку јасни препораки и временски рокови за исполнување, а акцентот е ставен на борбата против корупцијата и организираниот криминал. Во нон-пейперот се предлага преку ефективен финансиски стимул да се наградува и улеснува напредокот. Во документот зад кој застана Австрија, Чешка, Естонија, Италија, Латвија, Литванија, Малта, Полска и Словенија се наведува дека е потребно поактивно вклучување на Европската Унија и незините земји членки во пристапувањето на Западен Балкан, како и поголема кохерентност на земјите од Западниот Балкан во интеграцијата во Европската Унија како свој стратешки избор. Комесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеји призна дека францускиот нон-пейпер не е единствениот и дека неговиот кабинет добил предлози од други земји членки. Вархеји потврди дека во јануари Европската комисија ќе излезе со нов предлог за промена на методологијата. Доколку новата методологија ја добие неопходната поддршка од сите земји членки на Унијата, тогаш е веројатно дека Франција ќе дозволи отворање на пристапните преговори со Македонија и Албанија.